Една лента од новиот автопат Прилеп-Битола ќе биде отворена веќе следната пролет. Од Министерството за транспорт се задоволни од динамиката на Бехтел и ЕНКА и најавуваат парцијално отворање на оваа важна автопатска делница. Тоа би било олеснување на транспортот на граѓаните кои сега, поради изградбата на автопатот, се движат по локални патчиња. Очекувам веќе следната пролет да ги имаме првите километри автопат на овој потек, што многу ќе значи за заврзување на движењето и на економијата и поврзување покрај на Прилеп и на Битола и на општините Могила, Новаци, но исто така и на Ресен и на Демирхисар, што многу ќе значи за живувањето на целиот овој регион, а исто така и за потекот на економијата, имајќи предвид дека значаен дел од економијата во Македонија токму во Пелагонискиот регион. Дополнително од крајот на јуни ќе почне да сообраќа меѓуградскиот воз Прилеп-Битола. Според Николовски се работи за проект кој се реализира паралелно со изградбата на автопатот. Билетот за возење ќе биде по цена од 150 денари, со цел што повеќе граѓани да го користат. Интензивно работиме со двете железнички претпријатија и со железници инфраструктура за да се подготви инфраструктурата и особено патните премини, исто така и со железница транспорт за да се обезбедат возови со соодветна фреквенција и можам да најавам дека крајот на јуни, почетокот на јули, како што веќе ветивме, ќе биде воспоставена линијата помеѓу Прилеп и Битола, односно ќе има меѓуградски воз. Вице-премиерот вели дека наскоро ќе започне и карго сообраќајот помеѓу Прилеп и Битола. Уверува дека во Прилеп има неколку компании да ја користат железницата како можност за транспорт наместо камиони, а со тоа би се намалило загадувањето, но и ќе се заштитат патиштата со тоа што помал број камиони ќе поминуваат по автопатот.